Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за анаплеротички и катаплеротички реакции. Со цел да го објасниме тоа, првично ќе имаме едно кратко подсетување за ТЦА, односно циклусот на трикарбонски киселини, циклус на лимонска киселина или пак наречен и Крепсов циклус. Ја ќе се реферирам како ТЦА. Океј. Сега, ТЦА е местото каде што се интегрираат сите главни метаболички патишта. Односно метаболички патишта кои се неопходни за живот, главно се интегрираат во ТЦА. ТЦА знаеме дека се одвива во матриксот на митохондриите. Сега ТЦА можете си го замислите како еден кружен тег, нели? Како еден кружен тег во кој влегуваат многу различни патишта. Океј, значи постојат многу начини на кои ти би можел да стигнеш до ТЦА. Овдека ова што е прикажано е минимално, има многу повеќе што може да се прикаже, но ќе биде една многу испреплетаа мрежа, така што само делови се прикажани. Значи постојат многу начини на кои можеш да стигнеш до ТЦА, да влезеш од различни точки. Така еден кружен тег, ако нацртаме еден кружен тег, тој може да има неколку влезни точки. Например, тука еден пат да влегува, така, вака треба да иде. Тука еден пат, така, тука еден пат да влегува. И, например, тука еден пат да влегува. Во ред, значи ти ако возиш со кола, можеш да влезеш од различни локации и можеш да излезеш на различни локации. Али кога ќе влезеш во циклусот, мора да го вртиш само во една насока. Океј? Значи така замислете се. Кружен тег, влегуваш од различни места, излегуваш од различни места. Најчесто кога се разгледува ТЦА првично, се разгледува како последователен чекор после гликолиза. Така, значи имаш гликолиза и стигнуваш до пируват. Океј. Пируватот иде до ацетилкоензима и ацетилкоензима врти круг, се добиваат молекули на CO2, се добиваат редуцирани кофактори и тие понатаму нели идат во респираторниот синџир и даваат повеќе молекули на АТП и така натаму. Океј, тоа е биохемија, нема тоа да навлегуваме. Поентата ми е дека за да врти циклусов потребни се различните интермедиери. Бидејќи гледаме оксалоцетат се поврзува со ацетилкоензима, се добиваат цитрат, изоцитрат, алфа-кетилглутарат, сукцинил, сукцинат, фумарат, малат и така натаму. Така се врти се. Со цел, како што реков, се успешно ова да врти, потребни се интермедиерите. Но постојат многу голем број на патишта кои што, односно ензимски катализирани реакции, кои ги трошат интермедиерите. Бидејќи интермедиерите не се тука само за вртат, него они излегуваат од кружниот тег за да синтетизираат нешто, да учествуваат во некој друг метаболички пат, океј? Сега, ако се потрошат интермедиерите, ќе биде тешко да се врти циклусот. Така, например, дојде молекула на ацетилкоензима, а нема оксалоцетат. Што правиме? Не може да почне циклусот. Поради тоа, мораме да имаме начин на надокнадување на потрошените интермедиери. И реакциите кои ги надокнадуваат потрошените интермедиери во ТЦА се наречени анаплеротички реакции. Во ред, значи анаплеротички реакции се тие, така со ова, кои fill up интермедиери, односно надополнуваат интермедиери во ТЦА. Океј. И ова се главно реакции каде што имаме деградација. Почнуваме нешто покомплексно, го деградираме со цел да добиеме некој интермедиер. И логично е тоа, катаплеротички ќе биде спротивното. Катаплеротички се реакции кои што предизвикуваат намалување на концентрацијата на даден интермедиери, односно реакциите каде што имавме излегување на интермедиерите од циклусот, например изоцитрат иде нешто друго да прави. Или, не знам, малат излегува, оксалоцетат излегува да прави, не знам, аспартат и како и да. Или излегува да прави назад до глукоза. Како и да е. Сите реакции кои што предизвикуваат излегување, така напуштање на интермедиери од ТЦА, намалување на нивната концентрација се катаплеротички. Океј, значи катаплеротичките реакции намалуваат концентрација на интермедиери во ТЦА. Океј, и кога имаме катаплеротички реакции, всушност тие служат за нешто ново да се изгради, така, нешто покомплексно. Односно се синтетски реакции, каде што губиме интермедиери од ТЦА
и тие интермедиери понатаму градат нешто, синтетизираат нешто. И одржување на овој баланс помеѓу анаплеротички и катаплеротички реакции е многу битен за правилно функционирање на ТЦА. И овој баланс помеѓу двата вида реакции се разликува од ткиво до ткиво, од орган до орган, од различни видови клетки до различни видови клетки. Океј, и различни физиолошки ситуации во кои може да се најдат тие клетки. И сега ќе разгледаме некои примери. Нормално има многу повеќе, ние само онака ќе чепнеме по нешто. Гледаме дека ацетилкоензим А, нека земам сега со зелена боја, ацетилкоензим А се кондензира заедно со оксалацетат да даде цитрат. Тоа е под дејство на ензим цитрат синтетаза. Океј, и се добива цитрат. Цитрат е еден од интермедиерите, така што цитрат синтазата е всушност еден од анаплеротичките ензими, односно една анаплеротичка реакција. Исто така, го имаме овдека пируватот, кој создава оксалацетат. Тој иде преку пируват карбоксилаза. И овој ензим пируват карбоксилаза е еден од основните кога се збори за анаплеротички реакции. Значи тој се наоѓа тука. Океј, катализира од пируват до оксалацетат. Интересно е дека ацетилкоензим А е позитивен алостеричен модулатор на овој овдека ензим, така што ацетилкоензим А позитивно влијае врз пируват карбоксилазата, односно тоа е така бидејќи ако имаме голема концентрација на ацетилкоензим А, нормално дека ни треба и голема концентрација на оксалацетат. Бидејќи ако нема доволно оксалацетат, ацетилкоензим А ќе стои така на празно, нема да може да се кондензира со оксалацетат. Така што повеќе има ацетилкоензим А, тоа повеќе влијае на пируват карбоксилазата, тоа повеќе се создава оксалацетат и тие двете сега заедно може да се кондензираат и да направат цитрат. Океј. Друго нешто, сега онака ги спомнаме дека анаплеротичките реакции се многу битни, например, при процесот на глуконеогенеза или липогенеза. Бидејќи, например, цитратот заминува да прави масни киселини. Океј. Ако заминува цитратот, тоа значи дека мораме сега да имаме анаплеротички реакции. Значи ова е липогенеза. Можеме да имаме глуконеогенеза, каде што имаме праќање на глукоза. Океј, кога имаме такви реакции, мораме да ги надокнадиме со анаплеротички. Нормално не сакаме да имаме ни многу анаплероза, бидејќи ќе имаме па многу интермедиери. Затоа и нели имаме катаплероза, како што спомнав, сега на некој си начин и ова што го зборам се врти у круг, но сега ќе спомнам некои ензими кои се одговорни за катаплеротички реакции, кои всушност ги разгледавме, но сега ќе ги видиме и ензимите. Овдека, каде што од оксалацетат добивавме фосфоенол пируват, па стигавме до глукоза, е катализирано од страна на фосфоенол пируват карбоксикиназа, односно ПЕПЦК. Океј, значи, ај сега ќе запишам и ензимиве, нека стојат со црвено. ПЕПЦК. Значи, фосфоенол пируват карбоксикиназа, каде што од оксалацетат стигаме всушност понатаму нели до глукоза. Овдека имавме пируват карбоксилаза, така што ПЦ ги опишеме, имавме цитрат синтаза, овдека имаме од алфа-кетилглутарат до глутамат, имаме всушност глутамат дехидрогеназа, значи глутамат дехидрогеназа, аспартат, аминотрансфераза, кој што е ензим кој што го минира аспартатот со алфа-кетоглутаратот и се добива оксалацетат и глутамат. Малце не знам зашо вака е тука направено, али окей, ќе обележиме АСТ. Сигурно сте го сретнале ако сте учеле биохемија како еден маркер за функционирање на црниот дроб. Имаме овдека цитрат лиаза, која што всушност го деградира цитратот и многу други реакции. Али тоа е главната идеја, се надам дека свативте. Анаплеротички реакции се тие кои надополнуваат интермедиери, катаплеротички се тие кои отстрануваат интермедиери од ТЦА. И например, еве онлайн имате повеќе информации за физиолошката улога на катаплероза и анаплероза во метаболизмот, например, на глутамин во човечките бубрези, така, значи има тука текст. Анаплероза во аминокиселиничкиот метаболизам на скелетната мускулатура, анаплероза и катаплероза во метаболизмот на глутамин во тенкото црево. Океј. И тоа е тоа. Океј.
И како за крај, анаплеротички ензими беа пируват карбоксилаза, цитрат синтаза, додека катаплеротички беа цитрат лиаза, глутамат дехидрогеназа, аспартат аминотрансфераза, фосфоенилпируват, карбоксикиназа. Има и многу други, но овие се онака кои се онака школски примери. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.